Родителите на учениците од основното училиште Његош, како што најавија, го блокираа регионалниот пат кон Драчево и Дризово. Ова следи откако министерот за образование Јетон Шакири реши да ги одземе ингеренциите на општина Газибаба за управување со училиштето, поради несогласување за тоа дали има или нема простор за уште една нова паралелка за настава на албански јазик. Родителите побараа практично решение, а не со притисоци од власта да се создава хаос. Порачаа дека проблемот не е етнички и дека потребна е нова училишна зграда за сите ученици без разлика на националност. Имаме две барања. Сакам да ги кажам јасно. Првото барање. Запирање на постапката за одземање на ингеренции на општина Газибаба за училиштето Његош. Второ. Изградба на ново училиште во Идризово за сите ученици. Македонци, албанци, турци, босанци, роми и сите останати. Поддршка на протестот даде и градоначалникот на Газибаба Бобан Стевковски, кој рече дека ниту тој, ниту директорката не ги прекршиле регулативите за да се одземат ингеренциите. Ги повика владините функционери да се воздржат од создавање етничка нетрпеливост. Во моментот статутот во училиштето е дека ќе се одржи, дека настава се одвива на албански јазик од 1 до 5 оделение. И тоа функционира години наназад, додека за другите ученици од 6 до 9 оделение општината плаќа бесплатен превоз за да учат во соседното училиште најблиску до нивното населено место. И ова не е само за учениците албанци што се во Газиба. Истиот случај го имаме за учениците кои што се македонци, кои што живеат во Брнерци, а наставата после 4-то оделение ја продолжуваат во Ченто. Тој наброја и други примери, како што се и учениците македонци од Раштак, кои по 4-то оделение со настава продолжуваат во Булачани. Вели не станува збор за сегрегација, но министерот Шакири е упорен. Тече постапката за преземање на контролата од општината во рацете на централната власт. Во моментов се пребираат сите потребни информации и документи поврзани со случувањата во ово училиште во изминатиот период, издадени од локалната самоуправа, Државниот просветен инспекторат, Државната комисија за заштита од дискриминација и Народниот правобранител, кои се користат понатаму до целосно завршување на постапката и преземање на надлежностите од страна на Министерството за образование и наука. Родителите предупредија, ако тргнат на сила да носат решенија, настава нема да има до крај на годината. Родителите на учениците кои следат настава на албански јазик пак исто така протестираат веќе цел месец и бараат да се отворат нови паралелки од 5-то до 9-то оделение.